Тато? Тато, ајде стани, време е за поедок. Време ли, време. Заспал. Сум заспал дури изутрина, А кај се другите, Отидоа порано, ќе готват. Останавме ние, ајде да одиме. Добро. Ајде, ќе одиме, ајде, одиме. Тато. Ајде, одиме. Тато, слушај. На денешниот пикник смирите се со Дузгјун, жити Бога не бидете такви размазени и да го продадеме имотот, тогаш ќе се погрижиме за нас. Во право си. Размислував за тоа до изутрина, мислам дека треба да се сместиме. Ние, известно, време е ова село. Овде треба малку да поседиме ние. О, да, супер, тато, супер. И јас мислам. Откако ќе продадам се, јас ќе ви дадам пари и со ни вие правете што сакате и изградете нова фабрика или вложете во нешто друго. Што сакате правете? Тато, веќе почна да зборуваш како човек од селово. Па, синко, јас се навикнав на ова место овде. Дури и да не сакате, почнете да го кажувате тоа. Се навикнав, тато. Иста крв тече и во вашите вени. Иако не пораснавте ви овде, со тек на време ќе почнете да зборувате како локални селани. Размислувам за Коптагел. Пораснал во Истанбул и веќе зборува како селанец, како да е од овде. На слична возраст сте вие заедно. Всушност може и брат да ти биде. Се прашувам, зошто се уште во село не се сети никој на ова, Зошто никој не се сети, Се колнам. Зет ми е многу надарен. Многу добро ја игра неговата улога. Во право си, ова е нашата тајна. Се прашувам како да му објаснам на цело село дека Коптагел не ми е син, туку бажанак ми е, зет ми е. Мислам дека не мора. Се уште не треба да кажеме. Потоа ќе најдеме излез. Во право си. Прво ќе го завршиме нашето, потоа ќе смислиме нешто. Ќе размислиме, ај сега. Ајде, одиме, ајде. На здраве да ти, пријателе! Оставете некој јаболку за другите! Полека бе, опа! Фала ти! Дадо! Зошто возиш ме ти? Што треба да направаме, мине? Исмаиловци имаат многу работа, затоа и дојдов овде вака. Ви благодарам, господине Дузгјун, добре дојдовте. На здраве да ти, пријателе! Нема проблем. Добро. Бидејќи е пикник, ќе се правам дека не сум видела ништо, ајде. Ајде, симни се, душо, ајде да ти помогнам. Ајде, дојди. Добре дојде, господин Дузгјун. Добар ден, Коптагел, добар ден, како си ми, добар си ми. Ерол, вака постави го, Сега мора да се спремиме. Кога ќе е спремно се, доаѓаме по вас. А во текот на пикникот ќе те турнеме на кеферит. Секако. А ти после можеш да правиш што сакаш со него. Добро, Бенгису? Значи, толку многу сум лута што ќе направам нешто заради кое што ќе зажали што го направил тоа. Одлично. Направи го тоа слободно. Само внимавај, до тогаш не сме да те види никој, особено не Ферит. Добро, не грижи се, разбрав, ајде. Да не ви пречам, разговарайте си, ајде. Да. Обеќе задоцни ме, ајде. Ајде, одиме. А што да му направам? Чекај, може би подобро да му севам на Ферит и да го налутам, нека биде спремен за инцидент. Уште ти фалиш. Молам. Што правиш, Ферит? Ништо, како секогаш. Што има? Зошто ме бараш? Како без зошто? Значи веќе не смеам да те барам? Тешко ми е и не можам да те заборавам. Што да правам? Кажи ми што да правам. Слушај му сега. Замисли дека сум заминат и не се враќам. Ама не е така. Знам дека ти се важни селските девојки и во права сум, нели? А овој пикник во село и сигурно ќе трчаш сега по неа. Само малку. Од каде знаеш за пикникот во селото? Па, така, дознав, ете. Дознав. Од кого дозна? Од овој 3+1 Исмаили?
3+1 Исмаили, што е пак сега тоа? Па, тројца Исмаили живеат на работа на селото, а четвртиот Бурали Исмаил живее во самото село. Од нив дознав. Од каде знаеш ти толку за Исмаилите и кој каде живее? Абе, зашто цело време ме прашуваш за се? Ми недостасуваш и ти се јавив повеќе. Ја, сакаш ти селската девојка од мене ли? Ама таа селска убавица не може да те направи среќен. Од каде знаеш ти за тоа? Ај, само прашања и прашања. Ете, знам. Ќе дознаеш и ти наскоро. Многу ме интересира каква гримаса ќе направиш. Спушти слушалка. Што се обидуваше да каже? Ферит, спремен ли си, синко? Добро, ајде сега да одиме. Масата и столиците нека останат вака, ништо нема да им се случи. Ајде да одиме, дојди. Добро. Ајде, кренете ги. Ајде. Не земај повеќе куси. Ајде, Оди ваму. ајде, полека. Ајде, наваму, Така, наваму. Оди ти отам. Стави го туку. одим, ајде. Спуштај. Така. Полека да го наместиме. Ете така. Ова е добро. тука Секој оставете. треба таму да биде рамно, добро? Добро. Ајде, Ајде, трчај. момци, ајде, доста зборување. Добро, ставиме тука Има покрај добра него, а? работа. Таму. Ајде, одиме полека. Тука. Ајде, Може доста само работа. улези, она. Ставите го таму. Ајде, момци, доста зборувате, реков, имаме многу работа. Ајде, не е лесно. Лесна работа. Благодарам. Да, не ви треба, може би, помош? Се разбира, не? Само малку. О, чекај. Наджун, може ли да разговараме малку? Не може да разговараме. Зошто ми правиш вака, Наджун? Сакам нешто да ти кажам. Оди, кога ќе не види татко ми ќе се налути, оди. 59-60. Што човек беше ти не разбрам бре. Рече да си одиш. Ти не се меше неблагодарнико еден. Кого нарекуваш неблагодарен? Тебе. Како се осмелуваш, кепец Исмаил? Мовчи. Ерол, смири се, не му обрнувай внимание. А ти оди си, ајде. Бато Исмаил, каде и дај ќе ве види татко ми? Сакаш да имаме проблеми ли? Ајде оди си. Ајде оди. Добро. Сега ќе си одам, ама пак ќе дојдам. Види го што зборува и понатаму. Ти да молчиш, Господе Боже. Добре, Ерол, молчи. Аман веќе си Што отиде. да пребам, смачено ми е од него. Билџан, зашто ваква тајновитост? Што се случува? Бидејќи овде не може да се направи бабин Гердан, ја направи скришно во текот на ноќта. Овде ја сокрив. Доволно ли е една Не бе, тепсија? доволно, дури и премногу е. Браво бе, девојко. Види? Значи, ова се вика Бабин Гердан, а? Да, ова е. Не сме ја јаделе ние со години. Бев мала кога ја направија последен пат. Рецептот го најдов во книгата со рецепти на мајка ми. Билџан, ова на вистина изгледа како Бабин Гердан, да ти кажам. Ти се колна? Така е, нели? Се како што треба. Одлично. Море Исмаил. Зашто и додеваш на девојка, на? Слушај, пријателе мои. Денес не сум расположен. А ти постојано доаѓаш и прашуваш нешто. Зошто правиш така, бе? Кој ден е денес? Арафат, а што се прави на тој ден? На денешниот ден луѓето не смеат да прават гревови, затоа не тереме да грешам. Зошто се расправаат овие?
Исмаиловци донеле дома некоја девојка. Како можеле? Рекле дека е помошничка, ама Ѓулдион рече дека изгледа како модел и секако нас Ѓон не веруваше дека е помошничка и така почна. Господе Боже, каде нашле девојка што изгледа како модел? А што ти е гајле бе на тебе? Што те интересира толку? Ти љубоморна ли си? Не, ме интересираше. Мислам, љубопитна сум само. Ќе побарате ли и за вас, а? Многу си смешна. Кој знае што се си мислиш? Остани тука, добро? Добро. Браво, пријателе мој убав. Почекај ме овде, веднаш се враќам. Слушај сега. Дојди понаму, дојди, ајде, одлично. Супер, душо моја. Коси? Ајде, доврши работата. Луѓето чекаат, тебе те чекаат сите. Ајде побрзај, луѓето чекаат вода. Добро дек. Секи следам, не остана уште многу, не остана. Еро, гледаш ли? Луѓето веќе викаат. Знаеш ли зашто? Не знаеш, нели? Ајде, чекај, веднаш се враќам, добро? Гледате, го терам да чека, а тој не прашува зашто треба да чека. Зашто? Затоа што е глупав. Ништо не чувствува. Глупчо еден. Бој, слушај. Еро, зашто стоиш таму? Не знам. Сега ќе да знаете. Господе! Што е ова, бе? Така е. Чекај, што видно бе? Чекај, направете нешто. Многу ми е кипна душата. Куси, затвори брат. Оставете ме. Стани, Еро, стани бе, брат. Елак издеш. Ајде, бега таму. Еро, Пушти ме. помогнете му на човекот. Оставете ме, бре. Не разбрани. Помош. Добар ден. Каде да ги ставиме пиците? Стави ги позади во колата, ако не е проблем. Благодарам. Ало? Јапрак, што правиш бе, каде си ти? Во мармари сум. И што правиш таму? Бато дојде да пазари и ме зеде и мене. Господе Боже бе, требаше да готвиме сите се овде, само вас ве нема. Не грижи се ти за ништо. Го решив проблемот со храната и тргнувам. Како тоа? Спремив изненадување. Јапрак, немој да ме изненадуваш, не ми прави изненадувања, те молам, не сакам изненадувања од тебе. Дојди, брзо, веднаш дојди. Ама веќе се спремив, што да правам? Спушти слушалка и дојди веднаш брзо, не ме лути. Како да го оставам брат ми да дојдам? Господе Боже, Господе Боже, исклучи да ме налути веќе, исклучи. Синко, сте го скршиле казанот? Ти се колнам, не сакав, тетка Нахида. А што ти кажав бе аз кога ти го дадов? Ти реков да вдимбаваш затоа што тоа ми е спомен од мајка ми, ти реков? Ми рече. Не знам што ќе правиш, ама мора да ми го вратиш истиот. Друго не прифаќам. Добро, ќе порачам ново исто како тоа. Само не знам како ќе готвиме сега. И сега што? Нема да учествувате? Добро, најдов решение. Ке има казна за Бура или Исмаил. Ке порача ист казан од глина и во него ке сготви ѓувеч, а за ифтар ке раздели на сите селани и ете, може така? Може. Добро. Заедно со Илѓун. Добро тогаш. Тоа ќе биде твојата казна. Сите се сложуваат, Добре. Ајде тогаш, ајде. Ајде, најдовме решение. Тато, бато, добре дојдовте. Добро најдовме. Добре дојдовте, Милоние. Добре дојде, господине Фикри. Добре најдов.
Фери, добре дојде. Добро ве најдов. Повелете, приклучете ни се на софра. Ева, ајде. Повели, седни таму. Седни. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Добре дојдовте. Јас предлагам денеска на Рамазан да престанат сите расправи. Од почет спрема светиот месец Рамазан, може ли да ставите крај на расправијата меѓу вас? Добро веќе истави. Секако, ке завршиме со тоа, господине. Знаеш дека не сакам да се карам. Тогаш со Божи благослов на овој убав ден да го засилиме ова примирие. Добро. Бато, сакам да ти кажам нешто, дојди со мене. Бато, имам одлични вести за тебе. Оние Исмаили донеле некоја девојка дома и затоа односот меѓу девојките и Исмаил се влошил. И што да правам? Абе, бато, Исмаилите рекле дека девојката е помошничка, ама девојките не поверували и рекоа дека девојката изгледа како модел, дека не е помошничка. Така велат. Господе, може би е Бенгису. Абе, бато, нема да те лажам и затоа размислував и затоа се одлучив да ти кажам прво тебе за да дознаеш од мене. Чекај, ќе дознаеме наскоро. Ало? Ферит? Ти мене ми се јавуваш? Имам прашање за тебе. Каде си сега? Во Истанбул? Од каде мислам тоа? Ништо, добро. Каде си точно? Се наоѓам на Левент. Се возам со метро до Нишанташи на Аеробик одам. Телефонот може да ми се исклучи во секој момент. Сигурна ли си? Да, сега сум сигурна. Ако сакаш ќе ти пратам селфи. Не треба. Не ти се допаѓа многу метрото, затоа прашав. Види, срам да ти е, знаеш какви гужви има сега во сообраќај, не можам да бидам со автомобил за 5 минути и онака доцнам сега сум во метро и за кратко ќе изгубам мрежа, ќе ти се јавам кога ќе се вратам. Поздрав. Што рече, бато? Па, искрено беше убедлива, ама се уште се сомневам. И што ќе правиме сега? Ќе ги следиме Исмаилите. Штом го напуштат местово, јави ми, добро? Добро, бато. Да имаш памет, ке речеш дека си луда, ама ти немаш ум. Зошто само не ги изготвивте? Потрошив толку пари за да купам златници. Потрошивме наши пари за нешто што Исмаил требаше да го направи сам. На кого излезе ваква? Не знам тоа, ама парите за пицата ќе ги добијам од Исмаил. Не грижи се, препушти ми мене. Кога? Како ќе ги земеш? Штом заврши пикникот, ќе заборавиш на се. Бато, ако заборавам, тогаш ти ќе ме подсетиш, така? Господе, помогни ми. Семоќен. Откај ги истори овие, секако. Мене Господ би го дал целиот ум. За тебе не останало ништо. Леле, изгледаат како гранати. Колку убаво поруменеа. Немој, не. Кога ќе поруменат, изгледаат како гранати. Гранати! Одлично! Добро. Маџир! Одврти! Ајде, нека е со среќа!
Господе Боже. Дај вам му едно вакво. Ете го. Стигна, машала. Стигна. Каде да ги ставам, а каде? Ајде, правете место, прави место брзо. Машала, супер. Ништо немаше да направиме без Коптагел. Тие Исмаиловци ништо не направија, ништо. Како така не направиле ништо, тие се сметат за херои на ова село. Ајде сега да пробаме, ајде. Илкѓун, повелите тка Илмас. Исмаиловци, ајде дете мамо, ајде. Повели господине. Дојдете, ајде. Дојдете, седете. Зошто да седат овде? Нека си седат таму и нека не прават ништо. Да, и така не сготвија ништо, сега треба да седнат на маса и да јадат со нас. Баба, јас готвев. Па каде е? Направив сладки. Си мислев откако ќе го изедеме сготвеното да пробам и десерт малку. Го решив и проблемот со храната, ја прак доаѓа за кратко. И јас не учествувам во ждрмката. А јас нема во што да сготвам. Па што не е јасно сега овде, си објаснија момците, ајде Исмаиловци, седнете. Исмаиловци, ај леле. Коптагел, дај уште ражничи за Исмаиловци. Направив многу, нека се потрошат, ќе ви донесам уште, нема проблем тоа. Добро, ајде. Ајде, почнете, уживајте во јадењето. И јас ке си земам, еве од ова. Ти благодарам. Ми се чини дека е многу убаво. Ајде, Исмаиловци, патките се во гепекот, донесете ги. А? Има патки? Добро. Решат, каде се задржа бе, синко? Отидов во Мармарис да купам златни медали. 3 пати ми се јави еден продавач. Како и да е, има многу пари, па полека да ги трошам. Добро, тогаш раздели ги златниците. Фазил, дојди бе ваму. Најави со тој твој убав глас да дојдат девојките, затоа што Решат ќе подарува злато на сите. Веднаш ќе најавам, дада. Тестирам. Решат, 2. Нека се соберат сите оние кои треба да добијат злато од Решат. Браво. Овде, донесете ги овде. Застани тука. Добро. Еве вака. Прво сакам да почнам од моите сестри. Повели ти. Повели за тебе. Ајде и ти. Повели. Семија. Повели за тебе. Еве и тебе. Полека. Еве и за тебе. Еј! Што се случува таму? Патки, матки! Госпогица Елмас рече дека нема да готви патки со портокал, би ги донесов овде. Затоа што не ги уловивте вие, туку некој друг, господине Решат. Еве каква е разликата. Ги улови овие Исмаиловци и кога се предомисли госпогица Елмас, одлучив да ги разделам. Да нема недоразбирање, го одбив господин Решат затоа што тој сам не ги улови патките. Аман, добре што сте одбиле госпогица Елмас, каква е таа патка со портокали? Ако сакате да додадете портокали, тоа е само за со шпаргли. Ако не сте виделе, секако како ќе знаете. Ајде, јас не сум видела, а ти многу добро ги гледаш, Ај, дури да ми е слаб видот, сигурно сум видела многу повеќе од вас. Како ли не го осеќам тоа? Ваков убав ден, се зборували такво нешто сега? Господин Фифи е во право, многу е во право. Полека. Мојата церемонија се уште не готова. Главната дама. Гледај ова. Ова е за... Сине, зошто?
Сепак и ти си жена, може би во блиска иднина ќе го запознаеш твојот сакан, така? Фала ти, многу добро си помислил, да. Таман работа, секако дека мислам, може би благодарение на златото селото ќе биде поубаво. И последната е за госпогица Елмаз. Се изненадив, господине Решат. Госпогица Елмаз, зошто изненадена? Кога ќе го видите овој најголем златник, ќе помислите на Решат. Пријателе, јас никако не разбирам зошто баш најголемиот. Искрено сакам да ја подарам најголем златник на главната дама, ама тогаш си помислив да не помисли дека е мито и затоа не го дадов. Ама тогаш си помислив да не помисли дека е мито. Ако се сложите, може би ќе ме засека. Коптагел, што спреми ти, кебапи? За тебе имам нешто посебно со пита лепче. Сигурно ќе ти се допадне. Видете колку е радосен заради неговата тетка. И зашто стоиме тука? Каде е софрата? Ајде, душа, ајде. Каде е нашето јадење? Ене таму, Каде? во гепекот во колата. И што зема? Пица. Господе Боже, бе, како може пица за ваква прослава да купуваш? Можеше да купиш барем пита со месо нешто. Види ги бе како гранати изгледат. Душо, дај ми една пита, те молам, ајде. Те молам, дај ми ако не две подобро. Дај ми две пити од еднаш, ајде. Чекај сега. Еве вака. Ајде со Господ напред. Опа, шик. Ај ова. Ај колку ово изгледа шик. Душо, ставим сега буковец. Што правиш, бе? Така ли се става буковец? Господе Боже, вака се става, бе, вака, стави повеќе слободно. Инаку нема да има вкус, ова мора... Чекай, абе цело ќе го стави, бе. Еве вака, супер. Така. Абе, брат ви е многу јак човек, сега ќе го завиткаме. Еве вака да не се истура. Ајде со Господ напред. Ајде, земи ја чинијата сега, ајде. Пица! Не сакам, не. Во нашето село не седа такви работи, однеси го тоа. Ако нека седи овде, ајде. Спушти го до Лукирко. Господине Решат, со свој раце го спремив, ајде. Јади ги, Решат, коптагел го спреми специјално за тебе, ајде јади. Многу убаво изгледа. Ставив и малку буковец. Подобро да јадам пица. Јади бе, јади. Земи бе, многу е вкусно. Малку буковец има. Што? Ти да не сакаш буковец, а? Па не знам, што да правам? Зошто не јадеш, а? Не можеш да поднесеш ли? Што да правам тоа? Ама малку буковец има, верувај. Мислам дека е појак, ама ни буковец не поднесува. Што е? Каде сте бе вие? Многу ми е здодевно. Добро бе. Сега ќе се стемни. Штом се стемни, доаѓам по тебе. Не грижи се, малку трпение. Добро. Девојки, доволно е волку јадење. Оние храбрите нека дојдат овде, групата нека почне да свири. Ајде!
Ке седнеш ли, тетино? Зошто, што има? Играш како некоја балерина. Уште балетанки ти остана да облечеш. Каков балет спомнуваш ме? Ајде, тетино, да одиме, ајде. Елмаз, нема да бидеш љубоморна сега. Не можеш да си толку љубоморна. И Господе Боже, не може вака. Што е? Што е? Зошто седнува? Зошто го запре? Момче! Во смисла на јунак. Иако не си како мене, сепак си јунак и херој, така? Илѓун! Ајде стани, сака малку да играме во парк. Нека видат сите како играепе. Ама ние не сготвивме ништо. Затоа се разделивме. Да, Илѓун е во право. Да спремевте јадење во ред, ама го скршивте глинениот казан, не сготвивте јадење и парот се разиде. Ах бе бабо, само јадење па јадење. Добро, кажавме ке направиме. Ајде бе да поиграме. Момче, што е ова бе? Баба убаво ти кажа. Јас како незин татко молчам през зборовите на бабата. А ти, што правиш, а? Ама господине Дуздјун, таков е обичајот. Јас кажам што имам да кажам. Ајде гледај се работата. Бурали? Ајде, ке ти бидам парк, ке играме заедно. И нека одлучат кој игра подобро. Нека видат сите кој е овде. Браво, Фердо! Тетино, браво! Ајде напред! Браво, синко, Напред, браво, Фердо! ајде, Фердо, ајде! А сега ќе одлучиме кој играше подобро. Според обичаите на селото, ќе одлучат нашите девојки. Девојки, соберете се во средина. Застанете во ред, ајде. Така треба, да. Добро. Сега нека кренат рака девојките кои мислат дека подобро изигра Бурали Исмеил. Сега нека кренат рака кои мислат дека Ферит изигра подобро. Тогаш Ферит победи во надпреварот. Ајде, дојдете овде, ве молам. Повелете, ова е твојот подарок. Ова е? Ова е прекрасно милеза чајник што го направија нашите жени. Еве да си го ставиш на чајникот. Значи сега Ферит ќе се бори со мене. И тоа е обичај? Секако, оно што ќе победи во борбите со главниот јунак на селото, тоа е со мене.
Чичко Дузгун, место да се бориш против костур како Перит, подобро со коптагел. Зошто со мене бе, нека се борат тие, што имам јас? Зошто, синко, се плашиш, а? Од што да се плашам бе, Господе Боже, нека се плаши тој. Јас со тебе ќе се борам. Од каде таа идеја? Што е бе, брат? Ти фуфка? Не, секако дека не. Господ не ни дал страф на сите, ама тоа не значи дека морам да се борам. Значи дека треба, дојди ваму. Ајде, ќе се борите против лавот. Молам аплауз за овој јунак. Одлично, лаво мој, одлично. Супер. Да ги објаснам правилата. Додека не се откаже некој, борбата продолжува. Ако некој изгуби сила, борбата е завршена. А ако не заврши борбата пред вечерниот езан, тогаш после вечерниот езан борбата ќе заврши. Може би ќе биде нерешено, па јунаци наши нека почне борбата. Ви посакувам среќа. Ајде, синко. Нашите јунаци излегува на мегдан. Кој од кој похрабар? Господе, господе! Ајде, јунаци! Ајде, јунаци! Ајде веќе, ајде! Реша така! Не се повлекувај лесно! Коптагел падна! Се прашувам кој ќе победи во оваа борба! Ајде, јунаци, само напред! Ајде, јунаци! Ајде, господине Решат, ајде! Ајде! Сега, луѓе, време е да ги објавиме резултатите за борбите. Меѓу господин Дузџун и Ферит објавуваме нерешено. Овде, во битката меѓу Коптагел и господин Решат, луѓе овде победува! Коптагел е победник! Не може Ајде, така! не лути се! Не, честно, езанот сега почна. Не може тоа така. أشهد أن لا إله إلا الله. Абе, синко, каде научи да се бориш вака, а? Во Монголија. Во Монголија? Учев во еден од храмовите таму. Тешко беше, нели? Шега. Ова е спортот на нашите предци. Се гледа. Тогаш бар не се шегува и со спортот на нашите предци. Мекуш еден. Ме боли секој дел од телото. Ме уништи. Ке ти се одмаздам. Следниот пат ќе земам масло и ќе ти покажам. Што е борење. Ќе видиш. Грого. Грого кој е? Почекај па ќе видиш кој е. А и тоа не го знаеш. Ме докрачи. Живи Бога ќе умрем. Повелете. На здравје, нека вие повелете. Здраво на сите! Го заборавивте моето благо, така? Па ви носам домашно благо, со кое верувајте, само ќе се разгорат и ќе оживеат вашите муабети. Чекај да видам јас. Повели.
Повели, бабо. Да откриеме сега. Што е ова? Ова е бабин грклан. Сине, не знаеш ли дека бабин грклан е забрането сладко? Но каде сега тоа? Бабо, кој го забранил? Зошто? Не разбирам. Ова е многу вкусно благо, бе. Синко, мислиш дека нашите вратови се вака изборани, а? Ти! Зошто толку ја подбуцнуваш бабата? Јас не реков такво нешто. Со години и ова благо се нарекува така. Не ни знаев. Јас не би те навредил така, веруј ми. Како не ти е срам, ту? Заблагодари се што е денот на Арафат. Бабо, не знам дали знаеш, ама додека зборуваш малку плукаш. Маџир Исмаил, сега ќе ти дадеме казна. Се согласувате ли за казна, жени? Да, се согласуваме. Да. Ама зошто? Каква казна? Затоа што ме навреди. Сам ќе ги изедеш овие сладки. Сам ќе ги изедеш. А може ли да прашам како да го изедам ова сам? Не Ќе разбирам. ги изедеш. Дај ми го тоа, ајде. Повели. Помогни ми да станам. Дојди вам. Ама не можам да го изедам сам, бабо. Седи тука. Што правиш? Ќе јадеш или нема да јадеш, а? Што е ова, бе? Каков е овој чуден обид? Јади! Виде? Што е ова, бе? Бабе, дај престанете веќе, види. Нека осети како е, нека се наједе. Господин Фифли е во право, многу е во право. Ајде, дојди, ајде. Чекајте малку, не можам. Ајде. Измијте го. Дојди. Што е ова, бе? Еј, господа. Исмаил, ти се колнам, не знаев ништо. Еј, Ѓилџан, сигурна ли си дека не знаеш? И онака тебе не ти се лутам. Јас си се лутам сам на себе што ти поверував. Еј, господе Боже. И што целото тоа благо ми го превртеа на глава, а? Ајде, добро, што да правиме со бабата, кажи ми, а? Ја носиме по цел ден на престолот нејзин, а таа цело време нас не исмејува, така. Дефинитивно не се гледа во огледало, а лицето е како исушена слива. Па уште не исмејува, бе. Тивко бе, молчи, не зборувај ништо. Еднаш си казнет, ако го чуе ова, ќе добиеш уште една тава, престани. Господе Боже. Чекај, што е ова овде? Парче од благот. Ѓилџан, отвори уста малку душ. Ајде, отвори малку уста. Ајде. Отвори. Ете, земи, пробај го. Ајде. Исмаил! Да. Земи си ја облеката. Таму нека ти ја исперат. И конечно дојде вечер. Вечерва, како што знаете, заедно ќе кажеме молитва. Одете, полека и смијте се. Имаме 4 славини. Доволно е. Ајде, одете. Ајде, пријатели. Ајде видиме. Со Господ напред. Маџер, дојди со мене, ајде. Господе, севишен и семоќен. Многу ли е далеко? Не, близко е, со кола 5 минути. Се сомнева ли нешто Ферит? Не. Ми се јави и ме прашуваше каде сум. Мислам дека се сомнева нешто. Не, тој сега е на молитва. Каква молитва? Заборави, обичај во селото. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.
Имаш план? Што ќе направиш? Што ќе кажеш? Може ли да немам план? Со часови правев планови. Такво нешто ќе му кажам на Ферит што она селска девојка веќе никогаш нема да го погледне во очи. Добро, одлично. Мене ли ме барате? Гледаш дека веќе те најдов, бе, Ферит. И не достасуваш на девојката. Ако ми е девојка, што бара таа со тебе? Исто што и Илгјун со тебе. Од кога ти е девојка Илгјун? Се карате ли вие двајца? А? Бенгису, врати се во кола. Зошто? Ако се карате поради мене, не се карајте. Не вреди. Кога двајца фраери се караат поради мене, тоа е всушност убаво. Мислам, сакав да кажам. Реков влези во кола, Бенгису. Добро бе, не викај, ама нема да влезам. Овде ќе чекам. Пријателе, да одиме на друго место. Каде? Да зборуваме на раат. Хајде. Добро, ќе зборуваме. Остани таму. Види, пријателе. Разбирам што сакаш да направиш. Да ја донесеш девојката пред сите. За да дознаат дека ми е бивша девојка. И да ме посрамотиш пред сите, така ли? Тоа ти беше планот. Бога ми, ако некој може да е посрамотен, ти знаеш кој е. Точно. Ако се појави, ќе бидам посрамотен. Илгјун може да се налути. Тоа е вистина. Може би веќе нема ни да разговара со мене. Ама не заборавај. Нема ни со тебе да разговара. Што ме мешаш мене, бе? Што имам јас со тоа? Твојата девојка сакаше да те види, јас си помогнав. Види, кој ќе биде погоден ако се дознае, знаеш? Илгјун ќе биде. Како тоа? Огласот во весниците с Илгјун. Едва го заштитивме мирот во селото. Едно нешто не знаеш. Бенгису ја види Илгјун во Истанбул. Зошто не го кажа тоа претходно? Дали мислиш дека нема да ја издаде Илгјун за тоа? Значи, таа беше во Истанбул? Да. Сега си разочаран? Така? Така. Мислев дека не би го направила тоа. Јас бев многу наивен. Види, ти кажувам отворено за оваа тајна. Знам дека не сакаш да и наштетиш на Илгјун. Сега одлучи ти. Ако сакаш, однеси ја Бенгису кај сите, ама ако не сакаш, ослободи се од неа. Бомбата е во твои раце. Ајде. Гледаш ли, бе? За малку без да знам ки наштетев. Боже, каде ја снема, бе? Отиде на местото на пикникот, мора да го спречам ова. Трчи, Исмел, трчај! Ајде, весело, ајде! Ајде! Девојки, го видовте ли Ферит? Само што заврши молитвата, натаму отиде. Господе Боже, зошто отишол таму? Зошто би можело? Може би човекот испил премногу вода. Да, има ли правило ако е од Истанбул да не сме да ги навади дрвја, да? Молчете без ранички. Натаму ли отиде? Да. Покажа во вистинската насока. Истанбулецу!
Што е? Ја нема. Бенгису? Да, твојата љубов. Без да каже збор. Отишла кај пикникот. Трчај, трчај. Ајде, трчај. Што правиш ти тука? Што е? Изненадена си? Што ме гледаш? Што е проблемот? Или може би го бараш Ферит? Да, а што правиш ти овде? Нели си замина од овде? Не. Овде бев. Ферит ме сокри, ама ми се смачи од ова. Мислам дека треба веќе да ја дознаеш вистината. На вистина. Жал ми е за тебе. Дојди со мене. Не. Дојди, дојди. Ајде да разговараме. Не може, пушти ме. Илгјун. Ајде да се вратиме. Одам да видам што ќе разговарам. Еј, не може, остави ги нив. Тие нека си ги решат проблемите. Ајде, одиме. Ти кажав, ајде. Не мешај се во нивните лични проблеми. Те молам. Ке забележат дека те нема, ке имаш проблеми. Кажи ми зошто би имала проблем? Девојкава те видела во Истанбул. Ме видела во Истанбул. Ке им каже на сите за тоа. А кој ти кажа тебе? Кој може? Ферит ми кажа. Не гледај ме така. Нема да кажам никому. Ни на Исмиловци. Ќе заборавиме на сево ова. Ти се колнам. Секој може да сгреши. Нема да кажам збор за ова. Ветувам. Ајде да одиме. Девојки рекоа дека овде ќе се прави сухура, знаете? Не слушнавме. Овде ќе се прави. Девојки, каде се стреви? Не знаеме, тато. Натаму отиде, ја видов јас, да. Каде бе натаму? Таму. Девојко, убаво ли виде со тие твои очи? Да, Коптагел во тој момент беше со мене. А тогаш очите ми гледаа нормално. Да, Чичко Дујџон, ја видов како оди натаму. Да, навистина. Треба да се засрамиш. Никогаш во животот не би направил такво нешто. Не можам да верувам. Како може да стана толку злобна? А? Разговараше со Илгјун. Задоволна ли си? Заради тоа што сакаш да го направиш, можам да те мразам. Тоа ли сакаш? Само да ти кажам дека повеќе не сакам да те видам. Како можеш да и се одмаздуваш? Како бе можеш да избереш таа девојка? Не секам, разбираш ли? Знаеш зошто ми се допаѓа? Бидејќи не се однесува како тебе. Да беше на твое место, немаше да го направи ова.
А што правам јас? Си играш со чувствата на другите луѓе, Бенгису. Не можеш да им се одмаздуваш на луѓето. Види. Те замолувам. Исто како што ме напушти пред 2 години, така и сега замени. Оди си за друг пат кога ќе те сретнам да можам да те погледнам во очи. И да се сеќавам само на убавите моменти со тебе. Така нека биде. Добро, Ферит. Ама верувај, ќе се каеш многу. А кога ќе почнеш да се каеш, и ќе посакаш да се вратиш. Мене ќе ме нема. Освен тоа да ти кажам. Ако некогаш посакаш да се вратиш, верувај ми, ни јас не знам што ќе направам тогаш. И понатаму зборува за враќање. Како си, господин Магаре? Јади. Да, јади колку сакаш. Разбуди се, Ерол. Стани. Стани, бе, стани. Повели, господин. Што преш, бе? До вечер ли ке спиеш? Часов е 7:30. Заспавме веднаш по молитвата. Па што? Како и секогаш кога стануваш, така и за Рамазан ке станеш и ке почнеш со работата. Ајде, оди на поле собери пиперки патечени, ајде. Господине, ама не правиме појадок, нема да јадеме. Па што? Ми треба. Добро, господине. Може со автомобилот да одам? За Рамазан е многу жечко. Мене ми треба колата. Вози велосипед. Ајде брзо, ајде, тргнувај. Како ќе кажете? Оди. Со здраве, Магаре. Ке ми недостасувате сите. Да. Ај, не бидете тажни, може би ќе дојдам повторно. Ако доаѓаш, прво јави ми се мене. Така нека биде. Добро. Се гледаме. Внимавај на себе. Се гледаме. До гледање. Дојди, бе, ваму, дојди. Уј, и многу си сладок, бе. Се гледаме наскоро, ајде. Пријатно. Поздрав, ајде. Чао, шеќерче да не се стопиш. Што ме ти не зборувај? Чао. Ајде. Здраво, ајде, здраве. Не замина девојчето. Фала му на господа. Ништо. Браќа, што се случи што не се појави на пикникот? Едно да ти кажам. Ова девојка не е добро дојдена тука. Ако таа се сретна со Илѓун и одлично го направи тоа што сакав да го постигнам. Браќа, уште 13 часа до ифтар, слушате ли? Ајде, да одиме да поспиеме малку, а? Добро, ајде. Ајде. Веќе сум жена. Ајде, оди побрзо. Добро утро, бабо, добро утро. Како си ми, добро ли си? А добро утро и тебе, добро ли си, синко? Што се случило? Дојде кај мене без јадење и пиење, срамота. Ја те бактам раката, дај. Добре, дојде, синко, баш ме израдува. Слушай ме, сега размислував јас нешто. И само ти можеш да ми помогнеш. И заради тоа дојдев кај тебе. Кажи ми да видам јас. Мислам дека Бурал Исмаил е многу самоуверен и многу сигурен во себе. Во право си. И јас мислам така. Така е. Во последно време многу често го гледам покрај Илгџун. Точно.
Многу се плашам, бабо, да не наумил нешто. Од ова стана Бурал Исмаил е од нашето село. Добро дете, воспитано дете, мирно дете, разбираш, нели? Не сакам брзо да се врзе за Илјун и потоа ако се случи нешто да биде разочаран. Мора да го натерате момчето да се соземе малку. Значи не сакам да го разочарам. Да, разбирам, ама не толку брзоплето, нели? Брзоплето не. Треба да е испланирано. Препушти ми го тоа мене. Ајде, одам да се спремам, а ти викни ги Исмаиловци, нека дојдат по мене, а? Добро? Бабо, треба полека да го направиме тоа, без брзање. Не чини да притискаме. Ке го решиме тоа некако. Прво ќе му кажеме за тоа. Известете го момчето за нашите намери. Нека ја свати сериозноста на ситуацијата, а потоа ќе завршиме брзо со селскиот испит, со сите правила, значи секако што треба. Поентата е, мојата поента е како да го спречиме Исмаил во овој случај. Разбираш ли? Јасно ли ти е? Да, разбирам, ама не толку брзоплето, нели? Брзоплето Да, не. да. Треба да е испланирано. Препушти ми го тоа мене. Тебе. Да, реков мене. Добро. Ајде, одам да се спремам, а ти викни ги Исмаиловци, нека дојдат по мене, а? Добро? Добро, ке им се јавам. Ајде. Одам да се спремам. Епа, да одам јас сега. Се гледаме после, браќа. Добро, брате. Ај, Дуздјуне. Ве слушам. Исмаил, дојдете тука и земете баба Нурија од дома. Зошто? Има работа во кафулето. Ама Рамазане нема ништо во кафулето, што ке бара таму? Секи да знаете кога ќе дојдете. Подобро побрзај затоа што е малку нервозна. Ајде побрзај. Инаку немаше да дојдат. Да ја земеме баба Нурија. Ајде, сега ли? Да. А бе, таа жена, не ми се верува. Што е на баба Нурија, бе, а? Живи Господ, нема да кажам ништо, нема да кажам ништо повеќе, само што е сега Рамазан и се постои. Секундна ми се смачи од Ке не ова. уништи тоа, ке не уништи. Лас, ајде станувај, станувај. Баба Нурија не чека. Абе, братче, сакам да спијам, оди сам, ајде, оставете. Ајде станувај. Лас! Те молам стани. Ајде станувај. Абе, братче, смачено ми од таа бабата. Која е таа, да не ме родила? Не зборувате до сега ќе трнете по жената. Слушайте, едно ќе ви кажам, со ова нема шега. Веќе добив жолт картон. Ако добием уште еден, има да ми свалат од целото. Ајде па тоа. Знаете што ќе направам? Ќе оставам ја прак, ќе се оженам со баба Нурија и веднаш ќе ископам гроб и сите да се спасиме одеднаш. Што зборува? Ајде смири се и Ама побрзо да претерано, излеземе. не може Ајде. вака секој ден. Чекајте прво јас да се престоблечам. Веќе чекам.